овие неколку дена, неколку различни академски структури, нели, како што сме наречени, интензивно комунициравме и обидувајќи се да го проголтаме срамот кој што легитимно ни го нанесоа нашите собствени студенти и ни одржаа лекција по демократија и политички субјективитет и дека политичката борба се случува секаде, па и во рамките на академијата, решивме дека конечно време е дека треба малце да излеземе од топлината на нашите кабинети и спални социјални мрежи и малку да ја напуштиме она елегичност и сентименталност за тоа што ни направија овие прекрасни студенти и малку да се организираме со тоа што не само декларативно ќе ги поддржиме протестите кои што нели еве се одбиваат со поголем интензитет и ќе се случат денес по трет пат, туку и да го повторно следиме нивниот пример и да организираме едно тело, еден вид на пленум, академски пленум, каде што врз основа на хоризонтална дистрибуција на идеите и на моќта во рамките на него, секој ќе има право да каже што сака и да дебатира за оние работи кои што всушност најмногу не болат. Тоа се наводните реформи кои што се случуваат во рамките на нели секторот, општествениот сектор на образование, оние сегменти кои што 2008 навака малтене октруираност и се наметнуваат на академската заедница и без да се слушнат нејзините легитимни, нормално, некам да кажем зборот експертски ставови, и каде што во рамките на тој пленум секој може да се каже не само што го боли, туку да понуди идеја и алтернатива за тоа како треба понатаму да се организираме и конечно да, како што кажат, излеземе од таа фаза на неоправдан конформизам. Значи, ако повторно да се надозвам на студентите, истите кажат дека секој е политички субјективитет, ако Ниче и Фуко после него рекоа дека знаењето е сила, а знаењето е мок, тогаш треба да сватиме и ние и да ни биде јасно дека и академијата која што наводно нели треба да произведува знаење, исто така содржи себе силен политички сегмент. Истиот тој политички сегмент академијата треба да го искористи првенствено нели во одбрана на своите идеи и хуманистички идеали, а второ да го аплицира и врз оние процеси на поширока демократизација на општеството, кои што очигледно и тоа како ни се потребни и очигледно и тоа како се во фаза на регрес. Јас ќе завршам тука, да повикувам во 1,5 сат сите заедно да тргнеме кон влада без доцнење, за да можеме да стигнеме до 2 сати да им се придружиме заедно на студентите. Само уште нешто. Идејата за пленумот веќе ја вмреживме и на социјалните мрежи и на Google. Дискусиите се одвиваат постојано, дополнително сите ќе бидете известени за следните чекори, како и за протести, така и за организирани средби каде што секој ќе може да дебатира и да се окаже своето мислење.